Добро дојдовте во моето ново видео. Сакам да ви кажам што се случуваше пред 3 години, кога дојдов во оваа куќа. Кога дојдов јас првпат кога видов оваа куќа со мајка ми бев, видов многу убава, реков и голема е многу куќата и многу убава и многу ја сакав, ми се допадна многу. Ама после 2 дена, после 4 така нешто, после 4 дена, четвртиот ден веќе ми стана дека јас бев болен уште бев болен од шизофренија, од таа хемиска нерамнотежа во мозокот и пиев лекови за тоа. Тогаш кога се заминав од втората куќа, бев премногу среќен и реков, леле, помина и ова и јас сега се трнам од оваа куќа и нема да живеам повеќе во оваа куќа, ќе бидам во друга. И бев премногу среќен и дојдов во оваа куќа. И јас бев уште болен од таа хемиска нерамнотежа и имав side effect. Тоа се викало side effect. Тоа е нешто никогаш така не ми било мене. Ама сега ми помина. Пијам од Бенстроп лековите, пијам по 2 наутро, секој утро. И примам антидепресив. Нели јас Ставре го гледав на YouTube со Нихикс, па Cute Pandas ги гледав, па Лаки го гледав и ги слушав песните на Лаки. Нели тогаш беа многу популарни и јас ги слушав тие песни и ми беше многу убаво. Многу убаво се чувствував во таа куќа, така кога беше тоа, кога ги гледав видеата на тие, на Ставре, на Нихикс, на Лаки, на Cute Pandas. Кога дојдов во оваа куќа, не помина, мислам, јас бев овде април. Во оваа куќа дојдов во април месец 2021. Ама цел време, знаеш да јас слушав гласови, па цел време ми зборуваат како дека мојата несреќа ќе умрела, па ќе сум бил само со среќата. И ми кажа и халуцинирав како така ми дојде тогаш овде кога бев многу плачев, многу ми дојде да плачам. Дека јас халуцинирав како го гледав Ставре ке мене овде на фотелите како седнати и како и Cute Pandas ги мислев, ги халуцинирав. И ми рекоа дека тие јутуберите што биле ќе умреле, Cute Pandas, оние Лаки и Ставри и Нихикс, па дури и GP, така гледав јас. И после видов дека тоа не е така, видов дека тоа не е вистина. И гледав, така халуцинирав и тогаш многу почнав да плачам. Беше вечер. Јас слушав на мој телефон музика. Слушав некоја релаксирачка музика и така ми дојде да плачам, као од среќа, така чувствував дека ми дојде да плачам. Ама не било тоа ништо, тоа било лага.
И ми рекоа дека, во своите ми рекоа дека себе, демек тие сите јутубери GP, Ставре, Никекс и Кјутпанас дека ќе умреле и јас ќе сум бил многу среќен и јас ќе сум бил пресреќен. Уште така, уште првата недела тоа беше, кога додов во оваа куќа. И ми беше чекај како беше така где кога демек Ставре ми викаше јас ќе победам, ние ќе победиме, јас сум ти најголемата среќа и имаше како круна на главата, така како халуцинира, како имаше круна на главата и беше во мојата соба тука. А јас во тој момент не знаев што да правам, не знаев дали е вистина тоа И така почнав тогаш многу да плачам, не можев да престанам, па дојдат тие луѓето што доаѓаа срби и босанци, не знам што се, доаѓа и дојде тој човекот, ја викам викни го тој да дојде, и дојде човекот, ја отвори као вратата, као таа беше на врата на Шибер, врата на Шибер беше, и ја отвори, јас многу плачев, без глума многу плачев, и не глумев, туку многу плачев и реков вака дека чувствувам дека тие јутуберите ќе умреле и јас ќе сум бил најсреќен и дека и така чувствував дека му реков и он дојде вака дојде ме допре за раката и ми рече као да ми како нешто да ме смируваше со нешто. И после дојдов тука во собата, уште многу убаво беше, као и беше и лошо и убаво. Беше многу убаво овде во собата и гледав овде кај што ми столицата тука ми беше креветот. И плачев, многу плачев и се опуштив, ми рече да се опуштам, дојде и ми рече тоа што не можеме да го промениме, не можеме да го промениме. Ама тоа се било лага. Значи јас само така гласовите само така ми кажувале и јас сум чувствувал нешто лажно. Не е така. Нешто сум чувствувал, но не било тоа. И ја слушав таа песната Јулије Цезар од таа српска песна Јулије Цезар ја слушав. И овде бев и многу бев среќен. И како да ми се кажуваш нешто како многу сум среќен дека се што се случува кај мене ми е од јутуберите, значи од професионалците. Може да биде и наставник тоа, може да биде и хигиеничар, на пример. Тој што работи професија, со еден збор. Не сите професии, 3-4 професии, тој што работи како професија, тоа, значи јас бев многу среќен и реков леле, леле колку сум среќен, тоа ми е од Ставре, тоа ми е Никекс и многу сум среќен, така чувствував, така ми доаѓаше мисла дека е тоа. Друго, и одбевме во мај месец, помина еден месец тоа, и јас бев овде во собата, ми беше многу убаво и чекав да помине тоа време, да дојде времето да отидам во Скопје и да отидам кај Стефан Јанковиќ, кај Јанко, затоа што многу гледав и него. Беше со тие работи што ги снимаше, беше многу интересен и популарен, многу беше популарен и многу беше интересен и јас сакав да отидам кај него во Врање, кога ќе отидам во Скопје, кај мене, чекав и
реков ќе чекам да отидам да отидам во Врање и да го видам Стефан Јанко. И да се дружам, да му речем дека сакам да се дружиме и да му речем дека ми треба социализација добра, ми треба друштво, ми треба да се опуштам со друштво, со добро врсничко и висинско друштво. Значи со добро врсничко и висинско друштво сакам да се дружам како што се дружат сите мои врсници, како што се дружат. Сакам и јас така да се дружам. Значи како сите мои врсници што се дружат, сакам и јас така да се дружам. И после као мислам дека ме чека после еден месец отидовме на гости кај едни Срби и ја видов една круна, златна круна кај детето кој бев во собота. Видов златна круна и реков: "Ле, колку е убава оваа златна круна, ќе ја земам, моја. Може да ми дадеш?" Му реков на детето, рече: "Твоја е, земи ја." И јас бев пресреќен, никош тоа не ми се случило, такво чувство никош не сум имал. Бев многу среќен, навистина многу среќен бев. И мајка ми ме сликна со круната на главата. И отидовме дома така и ја земав круната. Не можам да ви опишам како ми било. Никогаш така не сум се чувствувал. Никогаш така не ми било никогаш така не сум се чувствувал со нешто што прв пат го ставам кај мене во соба и што прв пат го доживам и што ми се случува прв пат. Така никогаш не сум се чувствувал така. Пресреќен бев, многу бев возбуден и дури ми доаѓаше да се штипам од многу голема среќа. И од многу голема среќа, возбуда, дека прв пат тоа ми се случува мене, прв пат земам златна круна кај мене во собата и ја ставам и моја да биде. И моја е. Значи тоа чувство не можам да го опишам. Толку убаво ми беше како да ме излечи од нешто, тоа многу убава беше круната, ама скршена малку беше на две таквите што се. Беше скршена две, јас не ја видов, после ја видов, после еден ден, после 2-3 дена или една недела ја видов дека е скршена. Ама ништо не беше тоа, ја носев повторно. И слушав музика, се мислев дека сум цар и се мислев дека јас се чувствував како цар. Друго што имам да ви кажам, значи така ми се причинуваше дека се тука јутуберите кај мене во соба, па дека Ставре ми вика, сегој Ставре ми зборуваше дека бил мојата неголема среќа, не знам што. И одев така во школа, тој ден ме разбуди, тој што беше кај нас ме разбуди и ми рече: ајде Кинг, така ова го направи, ајде Кинг, стани, разбуди се да одиш во школа. Јас не ни спиев тогаш од возбуда, среќа, дури само така мижев и бев пола заспан, повеќе од пола не бев заспан. И само така мижев. И кога дојде ми рече: ајде Кинг, вика, одмah, веднаш станав. И се чувствував многу јако, прејако се чувствував. И како цар се чувствував. И така дојдов во оваа куќа и ми се причинуваше дека гласовите ми викаат, демек, тој што ти направил од јутуберите да ти биде, тој што ти направил да ти биде многу лошо, дека тој сега ќе умре и готово. И така чувствував јас тие работи, ги чувствував и ја не сакам ништо да кажам, зашто не знам ни дали е вистина, ниту дали не е вистина. Не знам дали е вистина и не знам дали е вистина или
Не знаев дали е вистина и не знаев ниту дали е вистина. И така ми рече само и после видов дека ме лаже, па нешто друго почувствував. И тоа е тоа. Ама мене ми рече еден поп дека сум заштитен јас, дека знаете дека заштитен сум, никој не може ништо да ми направи. И после тоа бев кај мајка ми, беше инаку ставен креветот, секако што е креветот инаку беше ставен и се ми беше ново и така кога додев во оваа куќа се ми беше ново и така се чувствував како ја слушав песната Јулиј Цезар, многу беше таква уметност се сакам, како многу убава уметност сакам од музика да слушам. И така слушав тогаш многу убава уметност и бев многу среќен. И како ми се кажуваше, како ми кажа гласовите, тебе тоа ти од Ставре, тебе тоа ти од Ставре што си многу среќен. И дека тој кажал така, не знам. Не ги знам тие работи, не сакам ни да ги знам тие работи. Јас само кажам што ми се случило. Јас сакам да играм шах, сакам да учам математика. И толку. Мене не ме интересира тој работи, другите што не. Треба да се работам мојата работа. Треба да работам нешто, да имам некоја професија. Треба да имам некоја добра професија. И тогаш кога беа надвор, јас и тогаш кога беа надвор мајка ми и тој човек, кога беа надвор, кога не беа дома, мене не ми ни кажа мајка ми, мајка ми не ми ни кажа дека ќе излезе некаде. Јас не ја ни слушнав. Ама кога реков се исплашив сам дека сум, паника ме фати. И тој сайд ефектот ми беше малку ме фати од стресот. Тоа е од стресот и од стравот. Ме фати тоа малку ми беше така, 1% може да се каже. И јас веднаш излегов надвор, бегам, кај отидовте? И многу бев во паника, ама тоа ми било од лековите. Сигурно ми било од лековите side effect. Затоа што зашо јас така да се исплашам ако сум 20 години, а не се дома мајка ми и не би требало да се исплашам. Не е нормално да се исплашиш, мислам, не би требало да се исплашиш. И да те фати паника. Ама ете мене ме фати паника, тоаш многу голема. Мисля дека ќе умрам, готово, ги нема тие. А се ми беше ново во населбата. Одам чукам на врата кај овие. Одам чукам на врата кај овие. И никој не отвараше никој и јас отидов кај оваа другата што на пат од куќа. Добро среќа ми отворија тие, многу добро беше, ми отворија и реков, моите родители не се дома, може ли да влезам натре? Јас сум во паника, се плашам, многу се плашам, во паника сум голема. Сум во голема паника, реков. И жената ми рече, не смееш да влезеш, ама ми реков да се јави на мајка ми, затоа што јас телефон, не знам ни кај ми беше телефонот. И жената се јави и ми помогна. Тоа беше многу лош момент, многу ми беше лошо, трчав, мислев дека готово ќе умрам. Ама ете жената се јави и веднаш дојде мајка ми и тој човек. Веднаш дојдоа и реков кај отидовте вие, зошто не ми кажавте кај ќе одите? Зошто не ми кажавте кај ќе одите? И викам веќе да не правиш така. На мајка ми реков, ама влеговме дома, јас се тресам целиот, не можам да се смирам. Не можам да се смирам никако. Клекни, стани, клекни.
И едва ми помина. Многу се исплашив. Абе, од лековите е тоа. 90% од лековите може. И велам и реков на мајка ми, кај сте, зошто не ми кажавте кај ќе одите? И кога ќе се вратите? Не, ама ето, едва ми помина. Паниката ми помина едвај и едвај ми помина паниката. Паниката едвај ми помина и едвај ми помина тоа лошото, што бев исплашен, што бев... Едвај ми помина тоа што ми беше лошото, едвај ми помина тоа од паниката што ми беше, клекни, стани, клекни, и едвај ми помина за сат и 50 минути, 2 сати и 5 минути, така нешто ми траеше. Ја не може, дојдоа и реков, што не можам да седнам, не можам да се смирам, никако. И така беше тоа, тие беа тие работи. И бев, носот ми беше затнат, гласовите како ми рекоа, носот ќе ти биде затнат, ќе дишеш на уста. Ама ова не е ништо, само така го кажувам. Не е ова ништо. Тоа беше веќе нема да се случи ништо такво. Веќе нема да се случи ништо такво. Ама ете, така ми рекоа, и навистина дишев на уста. Добро, тоа беше тоа за ова видео. И тоа, бевме само дома, седевме, кој беше само дома седевме. И тоа беше тоа за ова видео. Лајкнете и субскрибнете и се гледаме во наредно видео. Во втората куќа ми беше на крајот, 1 месец на крајот или 2 недели пред крајот. Од таа куќа ми беше многу убаво. Тие србите доаѓаја и босанците и се дружевме, игравме оро. Ми беше многу интересно. И сега бараме да најдеме куќа и сега бараме да најдеме куќа иста таква како што ни беше во Дафтон. Без скали внатре. Куќа и тоа, значи тоа е тоа. Лајкнете и субскрибнете и ќе се видиме во наредно видео. Тоа беше тоа. Поздрав!